Зголемување на плати, делење на награди, бонуси, додатоци, можности за работа од дома, скратено и флексибилно работно време. Газдите на македонските фирми имаат многу начини да ја зголемат продуктивноста на вработените и нивното задоволство од работата. Менаџерите мора да увидат кои се предизвиците во нивната компанија, за да ги мотивираат работниците подобро да работат и да напредуваат, велат од Асоциацијата за искуство на клиенти и вработени. Ако не се мотивирани, апсолутно треба да делуваат на својата мотивација, затоа што во спротивно ќе бидат мотивирани кога ќе ги загубат најдобрите вработени, кога ќе им опадне бизнисот, и тоа е веќе гаснење на пожари, а ние зборуваме за диагностики кои се превентива. Во ИКТ секторот ниските плати не се проблем, но на луѓето им треба поголем баланс помеѓу професионалниот и приватниот сектор, велат од МАСИТ. Неопходно е лидерите во компаниите да го најдат балансот помеѓу тоа што работата го бара и помеѓу тоа што го бара личниот развој на вработените. Работа од 4 дена неделно во канцеларија, а 1 ден од дома или целосно работење вон седиштето на компанијата е тренд во светски рамки. Во земјава се повеќе компании го возможуваат тоа, онаму каде што дозволуваат работните процеси. Од Асоциацијата за e-трговија велат дека во ваквите случаи нема промена во продуктивноста на работниците. Нашиот сектор e-трговијата е многу комплексен екосистем. Тука зборуваме и за компании кои продаваат онлайн и кои можат да работат ремонт, меѓутоа зборуваме и за поврзани алки во екосистемот, како што е достава, така што ја немате опција да работат. Македонските фирми имаат уште многу да учат од искуствата на словенечките фирми како да им овозможат поволен деловен амбиент на вработените. Доста пракси носиме во Македонија, како што се комуникацијата со вработените, фидбекот на вработените, поддршка на нивниот кариерен развој, учење, студирање или други обуки. Тоа е многу пошироко подрачје. И покрај тоа што просечната плата во Македонија континуирано расте во последниве неколку години, земјава ги има меѓу најниските плати во регионот со просек од 682 евра месечно.